Добар ден, криптоентузијасти. Знаете и сами, вторник, среда е ден кога правиме соодветна анализа на моменталната ситуација на пазарот, со цел да видиме каде се наоѓаме и што е на доглед во следниот дел од овој циклус, да речеме, на криптопазарот. Со тоа што во моментов ќе можеме да погледнеме, значи првенствено анализа на DXY индексот, затоа што како што можеме да видиме и сами, истиот е една од главните водолки на моменталниот пазар. А потоа ќе разгледаме каква е ситуацијата со следниот состанок на Федералната резерва, за на каде да завршиме со соодветна техничка анализа како на биткоин, така и на повеќе временски интервали на биткоин. Сега, првенствено, како што кажаме, мораме да почнеме со DXY, затоа што се уште представува една од главните сили кои што го води пазарот во моментов. Со тоа што, како што кажавме, значи очекуваме, ако го гледате нашето кратко видео во недела, значи во едно оно што кажавме и се случи, односно добивме 3 последователни денови на движење на цената на DXY индексот нагоре, со тоа што за да можеме да сватиме која е пречката, која што моментално ја гледаме на овој сегмент, значи мораме да се вратиме назад на неделно ниво, со цел да можеме да видиме точно од каде доаѓаат овие пречки, значи тоа неколку пати сме го објасниле, но добро е да се повтори со цел и оние кои што се нови да го видат, а и оние кои што се стари да се потсетат од каде се тоа доаѓа. Тоа што малку е назад, затоа што се случи во 2002 година. Значи овие главни моментално зони на опор кои што доаѓаат, значи како што можеме да видиме, доаѓаат од овој сегмент овде, а тоа е уствари оној огромен пад над каналот кој што го имаме. Значи тоа е уште од 2000 до 2002 година, со тоа што гледаме дека овие неколку нивоа потекнуваат од тамошните врвови. Само ќе зумираме малку да може да видите појасно. Значи оваа ситуација имаме врв кој што потекнува уште пред самиот blow off top на DXY индексот во тоа време, уште од 1999 година, и имаме оваа свеќа која што подобро е да погледнеме на месечно ниво, како би имале појасна слика зошто е таа таму, кои што моментално на вистина представуваат главните пречки на движење на DXY индексот. Само момент. Значи, може да видиме дека ова станува збор за уствари после завршувањето на овој врв, имаме паѓање на DXY вредноста во која што само една свеќа е во обратна насока, значи како и секогаш го повторувам истото, ваков тип на свеќа ни покажува дека во овој сегмент имаме отпор, односно поддршка на цената, со тоа што истата се одразува и во иднина, каде што можеме да го видиме. И ова, значи, неуспешен обид, ова би било практично dead cat bounce, кој што моментално го гледаме, кој што ни представуваше своевидна поддршка на цената многу кратко и цената падна до ова поле на така речено опор моментално на цената што го зборувавме. Со тоа што ако се сеќавате, ние веќе разговаравме дека иако на месечно ниво имаме потврда, како што може да видите и сами, значи на месечно ниво имаме потврда дека од Market Cipher се очекува движење на DXY индексот надолу, со тоа што имаме локален врв и имаме придвижување на бранот на моментум надолу со формирање на оваа црвена точка каде што базичната и сигналната линија се разделечуваат и се придвижуваат надолу. VWAP во надолна насока, RSI, иако значи беше многу oversold за DXY индексот, ова е нешто што многу ретко се случува и гледаме дека секогаш кога бил oversold уствари представува своевиден bull market, значи нели иако некој од нив не се толку високи како овој, на прост пример. Во овој момент каде што представува oversold, како што можеме да видиме овде, уствари е bull market од 2014 до 2015 година, што своевидно представува bear market за самиот биткоин, после првиот blow off top од 2013 година. Значи гледате дека најчесто тоа кореспондира со ваков тип на препродадено добро на биткоин, така да чисто да имате во предвид дека тоа сосема нормално и дека после ваков тип на препродадено добро доаѓаме до ситуација во која што DXY се очекува да се коригира надолу, но за ваков тип на корекција да одигра е потребно време, така да имате го тоа во предвид, затоа и може да почекаме уште некое време за тоа да се случи. Како и да е, значи битно е да го предочиме и да го очекуваме. Како што кажаме, тоа се два од најбитните сегменти кога станува збор за утврдување на биткоин дно, а тоа е првиот да имаме заоблување на инфлацијата, која што моментално се случува, а вториот да имаме заоблување на DXY индексот, кој исто така моментално се случува, со тоа што јас веќе напоменав дека очекувам да имаме наскоро dead cat bounce, кој што во оваа ситуација може би одигрува, иако е премногу рано,
значи најчесто е потребно време за да имаме акумулација и повторно обид за придвижување на DXY индексот нагоре, но не се сите bear и bull маркети исти, така да не можеме да бидеме сигурни во ова. Како и да е, оно што моментално го гледаме е после падот од овој канал надолу на цената на DXY, на вредноста на DXY индексот, гледаме дека се придвижува повторно нагоре, односно дојде до ова поле на поддршка на цената, кое што моментално гледаме дека официјално, значи функционира, и гледаме дека на неделно ниво имаме доста солиден потенцијал за движење на вредноста на DXY нагоре. Значи гледате, VWAP се заобли и тоа многу, Stock RSI веќе се коригираше од нулата, иако се движиме во надолна насока на инфлоу на средства во овој индекс, сепак нели сме доста позитивно горе. Исто така имаме заоблување и на RSI до 50 вредноста, што може да биде само корекција, останува да видиме, но како и да е, после оформување на 6 или 7 последователни врвови, редно беше да се коригираме до соодветна линија надолу, што се случи многу брзо, искрено никој не го очекуваше тоа. И уште една работа, самиот бран на моментум гледаме дека постепено се придвижува надолу, но имаме заоблување што ќе биде потребно време за истиот да даде солидни знаци за придвижување нагоре повторно, останува да видиме дали тоа ќе се случи и кога. Како и да е, на дневно ниво имаме многу појасни знаци за оваа корекција за која што веќе разговаравме, а тоа е дека од последниот потек на DXY индексот веќе дојдовме до под првата мета, каде што моментално се коригиравме од Болинџер бендот и гледаме дека се наоѓаме многу блиску до 200 дневната средна вредност, со тоа што значи ова би било многу солидна поддршка на цената. Значи првенствено затоа што ако се вратиме назад можеме да видиме дека значи до 200 дневната средна вредност многу долго цената не допрела, а нели најчесто тоа значи и дека ова не е тестирано и дека ваков тест е најчесто потребен. Гледате, значи уште 2021 година средината се уште немаме допрено 200 дневната средна вредност, што значи дека тестирање на ова средна вредност може да значи и повторно коригирање на цената нагоре, што ако се случи повторно можеме да очекуваме дека тоа ќе биде следната поддршка на цената, со тоа што јас очекувам барем да добиеме ритест до оваа линија. Ако се сеќавате во претходното видео во недела, значи буквално го покажавме од каде се тоа потекнува, односно имаме head and shoulders формација или кап формација, како сакате, значи во оваа ситуација се двете достапни, со тоа што од врвот на оваа формација до под прав агол, оваа права која што имаме овој тренд, ова ни представува метата која што треба да ја бараме надолу од моментот каде што фактички оваа цена испаднала, и гледаме дека истата соодветствува со ова месечно ниво од 2002 година, како и многу блиску до она каде што фактички цената сама по себе стасала, така да можеме да очекуваме дека оваа формација е завршена. Со тоа очекуваме нели повторно враќање нагоре и ритест на оваа тренд линија пред да се придвижиме надолу повторно, што соевидно би било, значи на дневно ниво ова би така речено соодветна корекција за да можеме да продолжиме надолу, извинете, но еве за да значи да биде сето ова комплетно, значи што уствари треба да направиме. Фибоначи секвенцата точно ни покажува каде се наоѓаме и што да очекуваме следно ако знаеме да читаме. Со тоа што метата веќе е достигната, значи ние треба да очекуваме да видиме каде е сега корекцијата на Фибоначи секвенцата нагоре во обратна насока нормално, со тоа што во оваа ситуација треба да измериме од претходниот врв до дното кое што е оформено, односно метата која што е исполнета, и да почнеме да сметаме до каде оприлика се придвижува оваа корекција нагоре, со тоа што ваквото придвижување на корекцијата ќе ни даде, значи и нели кога ќе го споредиме движењето на корекцијата нагоре со овие нивоа кои што моментално ги имаме на Фибоначи секвенцата, можеме да видиме каде е најверодостојно дека ќе имаме повторно коригирање на цената надолу, односно кое од овие нивоа би било најсоодветно за корекција. Со тоа што првото најчесто не го земаме предвид затоа што и да се случи корекција од истото, тоа е незначителна корекција и многу често може да се придвижи во иста насока нагоре. Второто гледаме дека нема ништо што би го задржило на 38,2, односно 0,382 Фибоначи левелот, што јас верувам дека третото, одно 50% од оваа корекција нагоре би било соодветно ниво, односно ќе имаме корекција и до оваа тренд линија, како и до 50 и извинете, ова е 200 дневната, извинете, ова е 100 дневната. Значи 50-100 дневната како и тренд линијата се соевидно пречки кои што би ја задржале вредноста на DXY индексот нагоре во овој сегмент, така да верувам дека
ова би било соодветно ниво до кое што очекуваме цената да се коригира, односно вредноста на DXY индексот да се коригира, пред да можеме да разгледуваме опции за повторно придвижување на DXY индексот надолу, но ќе напоменам уште еднаш, значи многу битно што постојано кажуваме е дека додека DXY индексот не направи по-ниско дно од ова овде, не можеме да разговараме за промена на трендот надолу, значи може и ова да испадне на крај да биде против сите технички анализи, да биде само обична корекција со оглед на фактот дека се уште има еден голем орган во Америка кој што се уште го поддржува растот на DXY индексот. Со тоа што рековме, значи ова овде представува, само да ви покажам точно, значи ова овде представува дното кое што DXY индексот го направи пред следниот скок надолу. Значи гледаме дека ова дно е многу повисоко, не многу повисоко, но повисоко од ова дно, така да не можеме да очекуваме промена на трендот се додека дното кое што ќе го направи нема да биде пониско од моменталното кое што го гледаме овде и на тој начин да утврдиме дека конечно го променил целосно трендот на неделно и дневно ниво, што се уште не е случај. Значи имајте го тоа предвид. Тоа е многу битна работа и очекуваме да се случи пред да можеме да разговараме за било што понатаму, со тоа што знаете и сами дека дополнителна работа која што ја тера цената нагоре е ова каматна стапка која што беше додадена на претходните од 0,75. Значи нема да навлегуваме повторно во објаснување, може да погледнете кај нас во видеото инфлација на едукативниот материјал како уствари целата ова шема функционира преку Федералната резерва и оптегот на пари во светот, затоа што го објаснуваме веќе секој видео. Значи само накратко ќе кажеме дека каматните стапки служат на Федералната резерва да може да ја намали инфлацијата и на тој начин фактички да го собере оној вишок од долари кој што го има моментално на пазарот со цел да може да се намали инфлацијата. Знаеме дека колку повеќе оптек има долари на пазарот, толку повеќе инфлацијата расте, што во случајот како што можеме да видиме е веќе 7,7%, иако беше многу повисока. Значи оние кои што ги следат нашите видеа, нашиот канал го знаат ова. Значи истата инфлација беше негде околу 9,10 за да се симне на 7,7 со овој последен значителен пад од 0,5%. Што уствари и беше причината поради која што можеме да рачунаме дека сме наоѓаме на многу поблиску до самото дно на овој пазар. Значи тоа беше главната причина поради која што можеме да разговараме за приближување на цената на биткоин до апсолутно до дно во овој bear маркет, затоа што рековме дека главните два индикатора кои што ќе ни го покажат ова се заоблување на DXY индексот, односно конечен почеток на bear маркет за DXY индексот, како и заоблување на инфлацијата, кое што моментално се случува, но не заборавајте дека еве сега ќе се надоврземе на оно што моментално го очекуваме од следниот федерален состојак на Федералната резерва во Америка, дека не заборавајте дека нивната политика и понатаму ќе продолжи или во качување на каматни стапки или задржување на каматната стапка која што моментално е присутна со цел да може да се заузда оваа инфлација, односно да се врати на ниво од 4%, извинете, од 2% кое што е значи посакуваното ниво, односно нивото кое што е зацртано од самата Федерална резерва на Соединетите Американски држави. Сега, тоа е целта која што се обидува да постигнат. А се обидуваат да постигнат преку овие каматни стапки кои што постојано ги гледаме. Со тоа, на секој од овие состаноци, они постојано одлучуваат дали е потребно и понатаму да дигаат оваа каматна стапка на се што ќе биде дадено од нивна страна на комерцијалните банки, како и на она што веќе е дадено, затоа што таа каматна стапка по која што кредитите се дадени на комерцијалните банки ни представува флуктуирачка каматна стапка која што може да биде променета во однос на потребите на пазарот, што моментално Федералната резерва го прави. Сега, значи, од сегашната ситуација која што моментално ја гледаме, значи, вредноста на DXY индексот воопште не ги засега Федералната резерва. Тоа да бидете, значи, да ви биде јасно. Нив во моментов, а и генерално не има воопште битно колку представува вредноста на долар. Значи, тоа мора да ви биде јасно. Нив им е битно, нив им се битни две работи. Првата е колку е моменталната инфлација и тоа CPI и кор инфлацијата, и втората е колку е моменталната невработеност во Америка, која што моментално се движи на во вредност од 3,7%, со тоа што ако ја провериме, значи сега, ова се двата основни индикатори кои што постојано кажуваме, од кои што значи Федералната резерва одлучува дали понатаму ќе ги качува каматните стапки. Значи ќе напоменам уште еднаш, ова во детали е објаснето во нашето видео за инфлација, кој што може да го најдете, че така и се нарекува инфлација, во нашиот едукативен курс, онаа плейлиста со едукативни видеа, каде што ќе може детално да погледнете што уствари моментално објаснуваме, доколку не ви е јасно, со тоа што значи
како и инфлацијата, така и невработеноста, Федералната резерва значи ја држи до одреден процент и придвижување на оваа стапка над тој одреден процент ќе представува проблем за нив кои што исто така ќе мора да го решат, а сега значи гледаме дека во целиот овој период, уште од март 2022 година, значи невработеноста во Америка се движи на ова за нив сосема солидно поле од 3,5 до 3,7%, што уствари представува во исто време и рекордна невработеност во Америка, затоа што зацртаната вредност на невработеност во Америка за Федералната резерва представува 4%, а гледаме дека значи дури и после ковидот они успеале да вратат невработеноста на рекордно ниво, истата да се движи само околу 3,5 до 3,7%, што ретко било случај дури и пред ковидот, што е одлична работа за нивната економија и во исто време им дава половина од индикаторите кои што им се потребни со цел да може да ја дигнат повторно каматната стапка на она што го дава на економијата и на тој начин вршат рестриктивна економија во Америка со цел да го намалат потрошувањето, затоа што колку помало потрошување, толку помалку оптек значи доаѓа во циркулација на доларот се помала и на тој начин фактички вие ја намалувате економијата за со тоа да се намали самата инфлација, што во случајов гледаме дека функционира, но значи ќе напоменем уште еднаш, ова претходно кажеме, ќе го кажеме повторно, затоа што е многу битно, значи се исплашени затоа што оваа ситуација претходно се случила во многу полоша форма, а тоа е во 70-тите и 80-тите години, каде што поради прерано, значи откажување од каматните стапки, се случува ова, односно имаме прво намалување на инфлацијата, значи ова е чартот на инфлација, која што стигнала до неверојатни 12,3%, се намалува, со тоа и Федералната резерва почнала да ги намалува каматните стапки и добиваме ребаунд, значи, односно повторно скокнување на инфлацијата, затоа што значи, оние каматни стапки кои што биле присутни во инфлацијата, во економијата не биле доволни и каматната стапка повторно скокнува до неверојатни 15%, што е уствари највисокиот степен на инфлација која што го добиле, да речем, од 60-тите наваму во Америка и затоа значи во оваа ситуација веруваме дека Федералната резерва ќе биде многу порестриктивна, односно ќе не само што ќе верувам дека се уште ќе ги дига каматните стапки, можеби за многу помала количина од 0,75, но ваквото дигање ќе биде значи во помала количина и од кога ќе запре ќе биде се уште задржана каматната стапка во соодветен временски период со цел да ја заврши работата за која што е поставена, односно дури да престанат веднаш, јас верувам дека барем уште 1 до 2 четвртини, односно половина година, оваа каматна стапка која што е поставена овде ќе биде задржана со цел да ја заврши работата за која што е поставена. Сега, да не забораваме дека и последната од 0,75% е потребно време за да почне да реагира на пазарот, што моментално јас верувам дека е она што го гледаме, односно потребното време во кое што треба и самите комерцијални банки да ги применат овие рестриктивни политики и да речеме да ги поистоветат со своите каматни стапки по кои што моментално нудат значи да речем кредити на пазарот, на физички правни лица, држави, не знам, инвестициони монетарни фондови. Со тоа и фактички гледаме дека моментално ваквото потребно време кое што овдека е барем како што може да видим 2 недели за ваквото заоблување кое што го гледаме, значи оваа каматна стапка помага многу. Значи верувајте ми, каматните стапки има потребно време да почнат да реагираат, но еве гледаме дека почнуваат. Од друга страна ништо не се движи само надолу, нормално дека после одредено време потребна е корекција што у случајов и го гледаме. Сега, значи следниот состанок на Федералната резерва е 13-14 декември и рековме дека моменталната невработеност, значи како што кажавме, невработеноста во Америка моментално е на завидно ниво и тоа буквално ќе предизвика 50% од она што е потребно на Федералната резерва за и понатаму да продолжи да ги дига каматите, а значи втората ни е самата инфлација. Сега, следниот податок за инфлација ни е на 13 декември, со тоа што треба да погледнеме и кога е следниот податок за невработеност. Значи, овдека може да погледнеме во декември и тоа на 2 декември ќе добиеме employment situation во Америка, која што ствари ни представува своевидно објаснување за тоа колку е голема невработеноста во текот на ноември, што е буквално, како што рековме, првиот сегмент кој што им е потребна Федералната резерва за да одлучи што понатаму со самиот пазар.
Додека вториот ни е, како што рековме, на 13 декември и двата ќе им бидат достапни на нивниот состанок на 13-14 декември со цел да одлучат дали и понатаму ќе ги креваат каматните стапки и колку, со тоа што во оваа ситуација со ваквиот пат на инфлацијата, последователен неколку пати, како на CPI така и на кор инфлацијата, значи можеме да заклучиме дека Федералната резерва нема толку голема причина за повисоки каматни стапки како што е на пример 0,75, но тоа е наше мислење, мораме да видиме како на тоа ќе изреагира самата Федерална резерва. Сега, прво, значи да се вратиме на овој момент, а тоа е дека треба да видиме значи ситуацијата на невработеноста на 2 декември, што ќе даде јасен сигнал за тоа дали значи Федералната резерва понатаму ќе продолжи да ги качува каматни стапки или не, а како? Значи како што кажавме, нив има задача да ја држат невработеноста во Америка под 4%. Доколку видиме покачување на овој индекс негде околу 4% или можеби и над 4%, автоматски може да очекувате дека Федералната резерва ќе гледа да ја намали оваа рестриктивна политика колку што може повеќе за овој сегмент, со цел да не предизвика па сега обратна ситуација во која што имате намалување инфлацијата, а се зголемува невработеноста неконтролирано, значи тоа би било втор проблем за нив. Но и самите најавија, значи на последниот состанок, ние тоа неколку пати до сега обработивме, дека не име проблем економијата да се соочи со одреден степен на болка, како што они го велат тоа, иако тоа значи би значило дека нели ќе дојде до невработеност, ќе дојде до намалување на економијата, рецесија и слично, како што кажа и самите, че не има проблем тоа да се случи, само да ја намалат инфлацијата, затоа што инфлацијата е буквално надвор од контрола во моментов, но нели, знаеме дека нема да им биде сеедно, затоа што тоа е втор проблем со кој што ќе мора да се соочат, значи тоа е во случај да имаме висока стапка на инфлација, доколку инфлацијата и понатаму продолжи во овој сегмент каде што моментално се наоѓа, јас очекувам и понатаму истите да немаат никаква причина да стават помала каматна стапка, но нели па се обидуваат и да не претераат затоа што тоа ќе доведе до своевидна рецесија. Со тоа што значи ќе напоменем уште еднаш претходните податоци за CPI и кор инфлацијата беа многу добри затоа што од 8,2 падна на 7,7, тоа е пат од 0,5%, што е доста солиден пат. Значи ќе напоменем уште еднаш, ние претходно тоа го објасниме, ќе го објасниме уште еднаш. Секој пат на CPI како и на кор инфлацијата е добар за економијата, затоа што колку повеќе паѓа инфлацијата, толку повеќе Федералната резерва нема причина да става дополнителни каматни стапки, додека битно е колку овој пат ќе биде голем. Сега, значи падот е добар, но доколку имаме падови како што имаме претходните 3 месеци од само 0,2 или 0,1%, тоа е недоволно за значи за Федералната резерва да каже да еве инфлација да паѓа. Значи ова се небитни паѓања. 0,1% е ништо во однос на 8,5% инфлација која што вие имате во моментално во вашата држава. Додека во исто време мораме да го земеме во предвид и кор индексот, односно, значи само на кратко, кор индексот и представува инфлацијата само без цените на горива и храна, затоа што еве како што можеме да видиме, значи со цените на горива и храна, значи буквално поинаку, сосема поинаку изгледа, значи самиот индекс кога имаме цени на горива и храна, односно е ваквата нестабилна цена која што моментално горивата и храната имаат, предизвикува да овие индекси се многу поголеми од реалните доколку ги извадиме овие две цени, а од друга страна комплетно поинаку се движат. Односно, како што кажаме во претходниот сегмент, значи ние највисокиот степен на CPI инфлација го добивме во јуни, додека овдека, колку што можеме да видиме во јуни, например, имавме најнизок, значи имавме буквално корекција на кор инфлацијата за разлика од CPI индекс кој што беше во највисока позиција. И обратно, кога CPI почна да се движи надолу, гледаме дека кор инфлацијата, односно она вистинската инфлација, која што е се останато без храна и горива, ни покажува дека се придвижува нагоре. И откако добивме и значителен пат на кор и на CPI во исто време, видовме дека тоа многу релаксираше економијата, односно добивме на пример на традиционалните пазари со одветна корекција нагоре, на која што ќе разговараме во следниот сегмент, од кога ќе завршиме со овој состанок и потоа ќе завршиме нели со самиот биткоин анализа. Значи, тоа е она што ни е битно. Кога ќе почнеме да гледаме вакви падови од типот на 0,3% на кор или па оваа ситуација кај што имаме 0,5%, значи таквите падови од 0,5 и повеќе се значителни падови кои што внесуваат повторно, како да кажам, многу помала количина на страф на пазарот и луѓето почнуваат да се релаксираат и да почнуваат да размислуваат за купување на ризични добра, помеѓу кои спаѓаат и самите криптовалути. Така да,
Нас не е битно да видиме каква ќе биде вредноста на CPI кон инфлацијата на 13 декември заедно со вредноста на на невработеноста на пазарот, за да знаеме оприлика што можеме да очекуваме на 13 и 14 декември, а тоа е последниот состанок на Федералната резерва за оваа година. За следната се уште немаме распоред, ќе го добиеме, препоставувам, во текот на декември, и да знаеме што очекуваме во однос на каматните ставки, затоа што, како што можеме да видиме, се доста битни за движењето на DXY индексот. И ова, како што постојано ви го покажувам, а тоа е investing.com има свој таб на кој што постојано стои овој пол за секој посебен состанок на Федералната резерва, во кој што можеме да видиме што очекуваат инвеститорите и трейдерите на пазарот за следниот состанок. Значи моментално каматната стапка е 4%, имаме, сега ако се сеќавате, претходно кога ви покажував овие полови, имаше обратна ситуација во која што имавме околу 80% луѓе кои што очекуваат 0,75 повисока, а сега е обратна ситуацијата во која што имаме, значи, само 20 односно 30 во ситуација проценти кои што очекуваат повеќе од 0,5% и 71 кои што очекуваат 0,25 до 0,5%. Со тоа што јас верувам дека ќе биде 0,5%, останува да видиме. Значи да биде 0,25 би било многу добро, но би било изненадувачки затоа што луѓето не го очекуваат тоа. Но како и да е, останува да видиме. Јас навистина сум во овој камп дека ќе имаме многу пониска стапка на покачување, посебно со оглед на фактот дека и самиот Джером Пауел, односно канцеларот фактички на оваа институција, кажа дека се очекува во декември да почнат официјални разговори за тоа дали е потребно да се намали каматната стапка, дали е потребно да се запре со покачување, значи едноставно да се почне да се размислува за обратна ситуација во која што се намалува инфлацијата за да не дое до рецесија, односно да биде навремено намалувањето на каматните стапки со цел да не се дојде до рецесија во Соединетите Американски држави. Значи тоа е оно што имаме да кажеме за следниот состанок на 13-14 декември, иако е рано, тоа е една од работите кои што би сакал да ги знаете, затоа што истото многу може да го афектира пазарот, односно не заборавајте дека многу од луѓето кои што учествуваат на пазарот си го планираат своето учество на пазарот. Иако гледаат дека одредени сегменти во да речем оваа ситуација во пазарот ни покажуваат дека можеме да очекуваме помала или поголема каматна стапка, истите соодветно на тоа и ќе реагираат. Значи имајте го тоа во предвид. Сега, накратко, сакам да се вратиме на SPY и NASDAQ. Значи, единствената причина поради која што моментално криптопазарот не отиде во нагорна корекција е тоа што се наоѓавме во ситуација на FTX, односно уште еден црн лебед, кој што не натера едноставно да се движиме надолу, се додека можеме да видиме дека значи традиционалните пазари се движеа нагоре, значи ова е SPY индексот, односно S&P 500, најдобрите 500 компании во Америка, нивните вредности на акциите собрани заедно, како и NASDAQ, односно ова се сите коефициенти кои што ги има електронската берза NASDAQ, кои што моментално гледаме дека и двете се движат во овој паечки канал, но битниот момент во оваа ситуација е тоа што истите добија корекција во самиот паечки канал нагоре, што е она што ние го кажавме, значи кога дојдовме до долната граница на овој канал, значи гледаме дека овој канал е испочитуван уште од самиот почеток на оваа корекција и гледаме дека цената буквално се движи од горната до долната граница со овој мал пробив кој што го имавме овде, но она што го гледаме моментално е дека навистина се оваа формација сама по себе целосно е испочитувана барем до сега. Со тоа што повторно се враќаме на ова поле кое што пред тоа ни беше, значи, на неколку пати и значи отпор за да ни представува поддршка и повторно да ни представува отпор. Сега ќе видиме дали истиот ќе пробие низ него или ќе биде поддршка, со тоа што знаеме дека одредено поле на отпор и поддршка колку пати повеќе е пробиено, толку е по неверодостојно дека ќе ја задржи цената во едниот или во другиот правец повторно, со тоа што јас очекувам дека ќе имаме повторна корекција надолу. А ако се вратиме, значи, за да видиме точно каде се тоа се движи, значи, сеќавате, ние уште од почетокот на нашите анализи кажавме дека метата која што очекуваме да ја достигне, значи званичната корекција на S&P 500 индексот е 50% од претходниот all-time high и претходниот low. Значи ова е фактички самиот bull market кој што соодветствува со 2000-2001 на биткоин, кој што гледаме дека моментално веќе го достигна до 50%, иако на многу од луѓето тоа им беше неверодостојно. Значи еве гледате дека се случи, со тоа што јас верувам дека цената ќе падне повторно и дека ова ќе биде буквално полето на ритест пред да можеме да разговараме за следен bull market, затоа што јас верувам дека bear маркетот не е завршен. Значи гледате дека моментално
ова поле соодветствува највеќе со своевидните нивоа на поддршка кој што може да има овој индекс, а тоа е значи самата долна граница на Болинџер бендот, во исто време имате значи овој канал во кој што цената на SPY се движи уште од почетокот на овој масивен бул маркет, уште од 2008 година, че гледате дека цената се движи постојано во него, моментално имаме корекција над него и нормално дека кога имаме корекција над него би било соодветно да имаме и ритест на горната граница на овој канал пред да продолжи движењето на S&P 500 индексот нагоре. Значи тоа е една основна анализа која што можеме да погледнеме, да не навлегуваме во детали, поради тоа што верувам дека поголемиот дел од нашата публика не тргува индекси. Значи ова е само чисто да видите дека значи нема голема разлика помеѓу традиционалните пазари и криптопазарот во моментов. Значи тоа е моменталната ситуација на традиционалните пазари, ќе се вратиме уште еднаш на дневно ниво. Каде што, како што кажавме, значи моментално, иако не сме до горната граница на овој канал, очекуваме или наскоро да биде, или пак ова да биде крајната граница по која што ќе се придвижиме надолу кон конечна корекција повторно, со тоа што гледаме дека на дневно ниво тоа не е веќе најавено. Значи имаме и краткотраен и долготраен врв на цената на S&P 500, корекција на Stock RSI, корекција на RSI и имаме bearish divergence, која што ни покажува заедно со на моментум дека се придвижуваме надолу, VWAP е надолу, негативен outflow на пари. Еве ќе погледнеме само кратко и на неделно ниво да видиме што имаме и таму. Значи на дневно ниво гледаме дека тоа го имаме како корекција веќе, но на неделно ниво се уште одигрува ова bullish divergence која што видовме со локалното дно, но јас верувам дека таа наскоро ќе заврши со оглед на фактот дека имаме се уште негативни вести на пазарот и верувам дека ако добиеме по некоја причина негативна вест од ситуацијата со следниот состав на Федералната резерва, ќе добиеме и уште побрза корекција надолу, со тоа што да не заборавиме дека и FTX ситуацијата исто така има одраз во овој пазар, како и во криптопазарот, иако во криптопазарот многу повеќе, затоа што многу од овие традиционални инвеститори имаат инвестирано и во FTX, тоа го знаеме и сами. Значи станува збор за големи корпорации како BlackRock, како Citadel, големи банки претежно исто така. Значи останува да видиме како изгледа ќе бидат афектирани, затоа што знаете и сами дека е потребно време за тоа да одигра, за да видиме кој како бил афектиран од целата оваа ситуација. Сега, значи да се вратиме моментално повторно на биткоин, затоа што моментално главната ситуација која што треба да анализираме ние на биткоин, само момент. Значи, првенствено јас би сакал да погледнеме на ова логоритмички приказ на биткоин, каде што можеме да го видиме овој канал во кој што моментално се наоѓа цената на биткоин. Значи, ова е целосното движење на биткоин графата, со тоа што моментално само ќе го извадиме, значи ќе го извадиме, тоа е логоритмичко представување на Фибоначи секвенцата, каде што моментално можеме да погледнеме, како што може да видите и сами, дека се наоѓаме на долната граница на овој огромен канал во кој што се движи цената на биткоин. Значи нема да разговараме за макро разговараме во посебни видеа, но сакам да поистоветиме со претходното движење на цената во овој сегмент, дека моментално е многу слично на што моментално го гледаме овде, што не значи дека ќе го пробиеме овој канал дека се придвижиме надолу, тоа значи дека имаме некоја минимална корекција за која што се уште не можеме да бидеме сигурни, значи како ќе заврши, мораме да го следиме пазарот и понатаму, како што кажаме пазарот е жива материја и мораме да го следиме со цел да видиме каде истиот се движи, не можеме да направиме анализа и да очекуваме дека истата нема да се помести, со тоа што како што може да видите, извадивме 50 неделната средна вредност и да додаваме 400 неделната средна вредност, која што ни е многу побитна оваа ситуација, затоа што гледаме дека претходно 300 неделната средна вредност е била корекцијата на претходниот бул маркет. Сега моментално гледаме дека постепено се придвижуваме надолу кон следната средна вредност, која што е у случајов нормално 400 неделната средна вредност. Ќе видиме дали ќе успееме да допреме, може да се случи истото што го видовме во претходниот бул маркет, кога добивме фактички само допир до 300 неделната средна вредност пред да добиеме full blown bull market, но останува да видиме. Ја ставиме овдека чисто за
да го следиме овој момент, затоа што верувам дека може да се покаже како доста битен. Значи ова е само да видите каде се наоѓаме на макроанализа, значи се наоѓаме исклучиво ниско во нашите циклуси, значи многу ниско, што верувам дека својствено ќе дојде до формирање на ова конечно дно кое што го чекаме толку време, со тоа што значи правиме исто такви соодветни видеа за ловење на дното. Сега моментално правиме само техничка анализа, значи нема да се фокусираме толку на дното. Значи еве да се вратиме на овој чарт на биткоин каде што моментално гледам што се случува во однос на bull market support бендот и на 4 EMA, што не е на логаритмички приказ, туку е на нормален приказ на биткоин. Гледаме дека моментално цената се придвижува надолу и дека немаме соодветни пречки кои што мора да запрат до 400 неделната средна вредност, која што поистоветува со онаа мета која што ние постојано очекуваме дека ќе биде зварем. Според нас ова представува метата која што ние очекуваме да биде потенцијално најниската мета која што ќе ја достигне цената на биткоин во овој bear market, а тоа е неуспешниот обид за bull market во 2019 година, после овој пат од 2017 година, што јас верувам дека ќе биде соодветно место каде што ќе можеме да добиеме коригирање на цената нагоре, посебно со оглед на фактот дека ова корелира и со 400 неделната средна вредност. И е уште една работа, а тоа е Фибоначи секвенцата која што можеме да ја погледнеме и на овој чарт, но сега ќе ставиме овдека за да видиме дали сето тоа ни одговара. Значи од претходниот пат на Тера Луна до апсолутниот врв како што можеме да видиме, кој што го добивме од таа корекција, значи можеме да видиме дека цената, односно метата која што имаме за ова големо поместување на биткоин чартот ни е негде под ова поле кое што очекуваме да ни биде фактички последната мета која што може да достигне биткоин, значи тоа е нашето очекување, останува да видиме дали сме во право, но доколку тоа го направиме на полокално ниво, односно се вратиме на последниот потек на, значи како што може да видите, во оваа ситуација сме имале пат, корекција, имаме следен пат. Со тоа што ако го ставиме Фибоначи секвенцата од последниот пат кој што го имаме овде до неговата корекција нагоре, во оваа ситуација ова би било неговиот врв. Значи, веќе сме ја достигнале метата од овој потек на Фибоначи надолу, што значи дека ќе мораме да се вратиме на дневно ниво за да видиме што уствари се случува и да видиме, затоа и моментално гледаме дека имаме запирање на цената, иако ако го внесеме VPVR во оваа ситуација, само момент, дека можеме да извадиме нешто што не ни е потребно, како например волуменот, можеме да го извадиме и да го додадеме VPVR со цел да видиме што се случува. И само да го подесиме самиот VPVR, значи row size 200, тоа е мојата преференца и ќе го ставиме од десна страна со цел да можеме да видиме посоодветно во оваа ситуација. Значи гледате, немаме никаков волумен во овој сегмент. Во овој сегмент каде што моментално лебди оваа цена, немаме ништо што моментално го држи. Затоа и велам дека првиот званичен волумен кој што можеме да очекуваме е точно овој врв, со тоа што падот би бил негде до, само да ви покажам, да видите за оно што го разговаравме. Значи ако го поставиме повторно Фибоначи, значи гледате, падот би бил точно пред самиот почеток на овој огромен волумен кој што го имаме во претходната припрема за bull market во 2019-2020 година. Со значи дека и двете мети на некој начин соодветствуваат, затоа што не може никој точно да го предвиди, значи дното на одреден циклус, но можеме барем да имаме во предвид кои се нашите потенцијални мети и да знаеме каде оприлика е најпаметно да внесеме, затоа и правиме DCA, затоа не правиме значи алоцирање на се во ист момент, на тој начин ќе биде многу поедноставно да можеме да го алоцираме нашето портфолио што поблиску до самото дно. Значи тоа е поентата моментално на нашиот канал и тоа се обидуваме да го направиме, со тоа што гледаме дека се уште има потенцијал за движење надолу, тоа што моментално го покажаме, посебно со VPVR. Сега да се вратиме на, значи ова беше неделна анализа, посебно кога ги земаме предвид 4 средни вредности 100, 200, 300 и 400, како и bull market support бендот кој што повторно одби надолу. Со тоа што ова поле сега ќе можеме да го извадиме, гледаме дека тој дел од неговата реакумулација е завршен и моментално сакам да се придвижиме на овој чарт каде што прво ќе погледнеме што се случува на дневно ниво, а потоа ќе се придвижиме на 4 часово ниво, иако тоа не е начин на кој што ние работиме, но оваа ситуација е нешто што ни дава една јасна слика за тоа каде моментално се движат работите. Значи како што можеме да видиме направивме lower low. Тоа е многу битно.
сакав и вчера да направам, но немаше логика да го направам толку касно, затоа што се случи многу касно. Значи имаме прво лоу, имаме втор лоу кој што е понизок и кој што во оваа ситуација можеме да ни покаже дека и понатаму се движиме надолу, извинете. И значи тоа е една од ситуациите кои што првенствено кажуваат каде се движи одредена формација. Второ, како што кажавме, значи се наоѓаме во оваа формација на 4 часа, која што, значи само за момент ќе се вратиме за да видиме од каде се тоа потекнува. Значи, ако се сеќавате, ние ова го направивме во неделата како анализа за вас, затоа што видовме дека моментално се случува, а тоа е овој пат кој што моментално го имаме од оваа триаголна формација и неговиот пат соодветствува, би требало, тоест да соодветствува со само момент. Значи, би требало да соодветствува со вака. Значи, ова би било негде падот кој што ние го очекуваме од оваа формација, кој што би донел негде до околу 15.000, значи би било званичниот пат кој што го очекуваме од оваа формација, да се придвижи надолу цената негде околу 15.000. Значи ова е грубо кажано затоа што значи ова можеме да го пресметаме кога од долната сега тоа е само треба да го проложам за точно да може да видите како прилика би изгледал. Значи фактички големината на овој триаголник овде би била фактички метата која што треба да очекуваме од овој пад надолу, но затоа што е на 4 часа ова е многу неверодостојно, затоа и не можем да се попрем целосно на него, значи колку е помал временскиот интервал, толку податоците се поневеродостојни, понестабилни, затоа и гледаме да не правиме ваков тип на микроанализи. Од друга страна гледаме дека имаме масовни две значи ова се bullish divergence, затоа што гледаме дека имавме огромен пад кој што покажува на MACD и гледаме дека имаме утврдување на две локални дна. Со тоа што овој X ни покажува дека имаше некаков тип на манипулација, каде што верувам дека големи играчи ја направија оваа манипулација со цел да ликвидираат стоп лоси на лонг позиции, што верувам дека беше успешно и на тој начин дојдовме до под 15.500, негде околу тој сегмент, што е уствари најниска вредност на биткоин уште во претходниот bull маркет, така да имајте го тоа во предвид. И јас верувам дека, иако значи, на краток временски период гледаме дека е своевидно време да се добие корекција нагоре, тоа не верувам дека ќе трае долго, со оглед на фактот дека се уште имаме, значи, оно што го вела FTX Contagion, што моментално се повеќе и повеќе од компаниите покажуваат дека имаат некаков тип дека се изложени на FTX или пак на оние компании кои што се погодени од FTX. Значи гледате како прво беше FTX, па потоа од FTX беше ова како да кажам хаб на Gemini и сега моментално имате огромен број на компании кои што велат не ние не сме никако изложени на овој хаб на Gemini, значи едноставно имате зараза буквално која што се шири дека каде и да се појави нешто што е поврзано со FTX, автоматски луѓето се значи гледаат само да се отарасаат од се што е поврзано со него, со цел да не дојде до таков тип на бенкран за кој што разговараме. Сега, гледаме дека го имаме овој диамант кој што се појави уште на 22 ноември, кој што на 20 ноември, кој што гледаме дека во моментов буквално одигрува и гледаме дека и на Market Cypher ни покажува дека се уште имаме придвижување надолу, MACD е надолу, VWAP е надолу, значи солидна корекција со расширени сигнална и базична линија, негативен outflow, значи се уште се на некој начин, значи RSI е комплетно неутрален, се движи на границата на 30, одма над оваа граница на препродадено и гледаме дека нема никаков соодветен показател дека се придвижува нагоре или надолу, така да од оние брзи индикатори кои што ги имаме, како што се прават на моментум VWAP и во случајов outflow на пари ни покажуваат дека се уште сме во негативно придвижување надолу и да погледнеме на неделно ниво. Значи на неделно ниво, како што можеме да видиме, имавме солидна корекција на сток RSI, кој што на неделно ниво му е потребно доволно време да се симне, иако е нели сток RSI. Гледаме дека овој бран кој што требаше да ни представува као наводно влегување во следниот bull маркет ни представуваше само корекција повторна надолу на бранот на моментум. VWAP е заоблен, но тоа е оние кратки, оние брзи индикатори кои што на почетокот фактички ни
покажуваат дека на помалите интервали се случува нешто, со тоа што и на неделно ниво го имаме истиот тој дијамант како на дневно ниво, кој што уште толку ни покажува дека ќе се придвижиме надолу и гледаме дека ова е уствари движење по долната граница на Болинџер бендот, што може да продолжи и понатаму, значи некогаш се случува и неколку недели да имаме придвижување по долната граница на Болинџер бендот, како што можеме да видиме во оваа ситуација, што може да биде и случајот овде и да видиме нели до каде се тоа ќе се движи. Значи и овдека ни е ставен самиот Фибоначи со цел да следиме дали истата цена може да се придвижи надолу до потенцијалната мета која што има од овој последен потек. Значи тоа е оприлика се што имаме да кажеме во однос на анализата на биткоин, со тоа што сакам да напоменам уште еднаш дека ова се уште може да изигра, да биде соодветна Wyckoff акумулација. Со тоа што во оваа ситуација, како што кажав, ми имаме две различни шеми кои што може да изиграат во оваа акумулација, а тоа не е онаа која што ја спомна Александар. Тоа е уствари еден од членовите на групата значи Криптовалути Македонија, кој што фактички ја воочи истата, со тоа што ние напоменавме дека е одлична анализа, но разликата е во овој сегмент, каде што неговата анализа очекуваше да има само less points of support, додека за разлика од тоа нашата анализа очекуваше да има спринг, односно цената да падне пред падот на Луна, што уствари беше selling climax-от. Значи во оваа ситуација кај него цената он не очекуваше истата да падне под selling climax-от, додека ние очекуваме тоа да се случи и моментално како што може да забележите, значи од она што ние го очекуваме, имаме selling climax на Terra Luna падот, како и спринг кој што моментално беше предизвикан од оваа ситуација. Значи гледајте, selling climax на Terra Luna падот, кој имаме ова движење во овој рейндж со спринг кој што моментално беше предизвикан од FTX падот, кој што јас верувам дека во ситуација може и да продолжи во овој сегмент пред конечно да пробие нагоре, да добие ретест на претходниот фактички претходното дно и да продолжи понатаму. Значи ова се фактички овие две шеми кои што очекувавме или едната или другата да се случат, значи јас ќе ги оставам истите и понатаму за да видиме, нели, како би изгледало во едната или во другата прилика, со тоа што значи овој спринг, односно овој федер може да се придвижи значително под selling climax-от, по претходниот лоу и на тој начин фактички да го тестира, значи овој спринг што се вели овдека представува ништо друго освен ретестирање на куповната моќ на луѓето кои што се уште се на пазарот, односно на тој начин големите играчи се обидуваат да видат дали се уште има интерес да се купи ова добро, на тој начин фактички дали и понатаму треба да продолжат да го манипулираат пазарот во овој сегмент на акумулацијата со цел и понатаму да ги прават овие продавање, купување со цел да се извадат сите слаби играчи од пазарот и да им се купи нивното добро. И на тој начин кога ќе видат дека веќе нема на пример интерес, значи моментот кога ќе имаме комплетна незаинтересираност за крипто пазарот, верувајте ми, тогаш ќе биде и дното и ќе биде придвижувањето нагоре. Што моментално соодветствува со ова, а тоа е дека имаме само 0,061 од можни 1 биткоин сентимент. Односно, ова е заинтересираноста за крипто пазарот и биткоин моментално на пазарот, измерена од најголемите платформи кои што моментално нели се занимаваат со јавно говорење, значи во случајов Twitter, Reddit, останатите и земени се како останати, значи Bitcoin Talk, тоа е жолтата линија, тоа се ствари останати земени заедно, како Facebook, како не знам, Instagram и слично. Значи овие заедно од 1, значи тоа се да речем 100% можеме, моментално имаме само 6% заинтересираност на пазарот за крипто добрата. Значи тоа треба да ни каже колку длабоко се наоѓаме во еден bear market. Значи имајте го тоа препит кога одлучувате и гледаме дека значи апсолутните врвови најчесто ни кореспондираат со најзаинтересираност нели на криптопазарите. Што, како што кажав, исто така соодветствува и со овој спринг кој што се појавува сега кога имаме најмала заинтересираност за големите играчи да видат дали има заинтересираност за луѓето и понатаму да купуваат со цел да се прави оваа манипулација и држење на цената во оваа акумулациона зона, или пак време е самите да предизвикаат придвижување на цената нагоре, што јас верувам дека е овој сегмент кој што следува наскоро, но нели треба да видиме колку време ќе му е потребно на овој спринг да одигра, некогаш може истиот да се задржи некое време и да биде подлабок пред да добиеме следно коригирање нагоре, но нели затоа го следиме пазарот заедно. Исто така, значи за крај би сакал да ги спомнам Fear and Greed индексот, значи имаме само вредност од 22,
што е Extreme Fear, значи под 25 е Extreme Fear, како и сега. Ова е интересно што ја кажував. Значи гледате кога не биле афектирани од FTX и гледате кога биле афектирани од FTX, како двата пазари различно реагираат. Затоа што овдека многу помал ефект имаше FTX на генерално традиционалните пазари, истите може да го скријат, така речено, сите оние кои се афектирани, додека во криптопазарот не може да скриете кога едно од најголемите менувачници потонал. Така. Со тоа што дополнително сакам да се вратам и на овој сегмент, кој што рековме дека кога ќе дојдеме до минимални вредности од 2, најчесто се наоѓаме исклучиво блиску до апсолутно дно на еден bear market, што можеме да го видиме од претходните. Значи во 2015 година, ако можеме да погледнеме овдека е цената на биткоин, значи цената на биткоин достигнала $200, а вредноста на CBBI била само 1. Во следниот bear market во 2018-2019 цената достигнала 3200, а вредноста на CBBI достигнала 2. Како и во оваа ситуација, каде што моментално се наоѓаме на минимална вредност од 2, јас само ќе го зумирам тој дел пазарот со цел да може подобро да видите. Значи во овој сегмент можеме да видиме и претходниот лоу, односно претходниот bear market, каде што цената достигнала значи 3236, гледаме дека вредноста на CBBI се задржала овдека некое време под 10, каде што моментално сме и ние сега. Значи гледате, вредноста на CBBI се задржала под 10, каде што и цената на биткоин моментално се наоѓа на, значи гледате, според вредноста која што ја има CBBI, може да покаже дали вредноста ни е значи oversold или overbought, oversold или overbought. Значи кога имаме крајно портокалова црвена вредност, тогаш ни представува дека се наоѓаме на, значи дека на вистина е премногу купено ова добро. И обратно, кога се наоѓаме на темно зелена, што по темно зелена, тогаш се придвижуваме до што помала вредност на CBBI, што ни представува, значи гледате, еве. Значи буквално според индексот на CBBI ни покажува колку е oversold или overbought цената на биткоин, што моментално досега 3 пати значи ова би било трет bear market во кој што збирот на овие индекси ни покажува дека се наоѓаме на вистина многу блиску до апсолутното дно, што нели не може да го земеме како единствен индикатор и да кажеме да, се наоѓаме на апсолутното дно, но е добро да се земе во предвид кога се одлучува во однос на дали се наоѓаме блиску или не и дали алоцираме блиску или не до самото дно, со тоа што ние се уште не сме купиле, очекуваме дека може да имаме уште една основна капитулација во овој момент и да се заврши оваа формација. Значи јас верувам дека следните 30% кои што ни се останати ќе ги алоцираме негде блиску до оваа мета која што нас ни е зацртана. Значи како што кажав, ние 70% од нашето портфолио веќе имаме алоцирано, дури да не ги алоцираме останатите 30%, овдека ние сме во одличен момент во однос на алоцирањето на нашето портфолио, посебно со оглед на фактот дека ако погледнеме на месечно ниво, значи само да покажеме, до сега оприлика 82 до 85% во претходните два bear маркети ни представува нормална корекција на биткоин цената во bear маркет, со тоа што ние моментално од претходниот all-time high се наоѓаме на точно, само да видиме точно колку е тоа, 77,2, скоро 78%, со тоа што не заборавајте дека имавме и многу послаб bull маркет, затоа ја очекуваме дека ќе имаме и многу послаб bear маркет во однос на достигнување на цената надолу, затоа и веруваме дека има логика да навистина се наоѓаме многу блиску до дното и нема да чекаме уште многу за да го алоцираме по соодветниот дел од нашето портфолио кој што се уште ни останува, а тоа се 30% во стейблкоини и понатаму да продолжиме само од нашиот постојан приход да внесуваме нели во однос на оние валути кои што нас се допаѓаат. Ќе напоменем уште еднаш ги држиме само основните 4 валути за кои што разговаравме на почетокот, тоа се DOT, Ripple, ADA и Ethereum, како едни од најголемите валути кои што имаат, да речем, најмала шанса да паднат според цена и market cap, затоа и ги чуваме. И сакам да напоменам уште еднаш, значи пред да завршиме, дека овој каунтер е многу битен, дека треба да погледнувате од време на време, а тоа не е самиот Bitcoin halving, кој што се уште има уште 525 дена за истиот да се случи, односно се наоѓаме далеку од значи од самиот халвинг кој што уствари представува и главниот двигател на следниот bull маркет, како што можеме да видиме, тоа досега значи беше 3 пати направено, значи ова е третиот кој што предизвика придвижување цената до 70.000, но сакам да напоменам дека намалувањето на инфлацијата на овој
коин е уствари главниот двигател на секој 4-годишен циклус и после халвингот на така речениот bull market. Но за да погледнете подетално, може да погледнете нашето последно видео кое што разговараме за биткоин халвингот и биткоин циклусот и зошто е битен и како истиот постојано го предизвикува bull маркетот. Тоа може да го најдете многу едноставно неколку видеа наназад на нашиот канал, каде што може да видите буквално разговараме за биткоин циклусот. Значи тоа е едно од најбитните работи кои што сакаме да ви ги напоменеме. Овој каунтер ви покажува дека се уште имаме многу време, дека нема потреба брзање, но е добро да, го алоцираме дното и понатаму веќе да почнеме соодветно да распределуваме во следниот, да речем, bull market, кога ќе го утврдиме дното и од тој момент ќе почнеме постепено да се движиме нагоре. Не очекувате да ги се придвижиме веднаш во bull market, затоа го имаме овој каунтер, но барем ќе алоцираме што можеме поблиску до самото дно на биткоин цената. Така да, уште еднаш ви благодарам за поддршката. Како што гледате и сами, постојано ги држиме овие неколку термини кога станува збор за вести, кога станува збор за техничка анализа, за да можеме соодветно да го анализираме пазарот веднаш после почувањето на традиционалните пазари и на валутните индекси после викендот. Така да затоа ги држиме овие стандардни термини во овој момент. Ќе погледнеме што уствари е паметно да се направи во текот на наредниот период и ќе ви направиме шорт видеа за да ви дадеме до знаење што може да очекувате на нашиот канал. Во текст се изработка на оние материјали за кои што вие гласавте на нашиот канал, односно ќе ги работиме оние мини серијали во однос на тоа како вие ги баравте според гласовите на полот кој што го направиме на криптовалути групата, како и на нашиот канал на комјунити табот и тоа ќе биде фактички со цел да го пополниме овој период помеѓу соодветни технички анализи, лов на дното, како и вестите, се додека не го утврдиме дното, од кога ќе почнеме да работиме на обработка на многу повеќе нови проекти, на многу повеќе помали маркет капови проекти, кои што ги гледаме како потенцијални за нашето портфолио во следниот период, но тоа е откако ќе го утврдиме биткоин дното. Мораме да напоменеме, до тогаш нема да работиме на помали проекти, затоа што гледате дека помали проекти се случува да престанат да постојат буквално преку еден ден. Така да се додека не утврдиме дно, нема логика да разговараме за помали проекти. Уште еднаш ви благодарам на поддршката. Значи доколку не сте направиле subscribe, направете. На тој начин ќе добивате постојано видеа од нашиот канал, ќе имате нотификации дека имаме нови видеа, како и ќе бидете запознаени со сите наши содржини кои што ги аплодираме. Направете исто така фолоу на нашите социјални мрежи, може да ги најдете во дескрипцијата на ова видео, како и на нашиот канал, тоа е на Facebook страната и на профилот на Instagram, како би добиле шортс кои што ќе ви кажат што се следните содржини кои што може да ги погледнете на нашиот канал. Значи скоро се наоѓаме до 1000 субскрајбери, се надеваме дека тоа ќе успееме да го постигнеме во наредните неколку денови. Ви благодариме на сите оние кои што не поддржуваат на нашиот канал во однос на проширување на нашата материја и наскоро работиме со одржувачите на веб страната cryptocultura.mk, каде што ќе може исто така да ги погледнете нашите содржини, че моментално работиме на правење на содржината како ќе изгледа еден прилог и после тоа истото ќе може да го најдете како линкови во нашите видеа со цел да може доколку сакате писмено да си прочитате во однос на дескрипциите на самите видеа или пак ако е поедноставно да ги наоѓате на cryptocultura.mk да имате уште еден извор каде што може да наоѓате материјали од нашиот канал. Како и сегаш имате добар ден, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемиџија.